вечер и добре дојдовте во 486-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, во кој ќе направиме влез во престојното издание на Канскиот филмски фестивал. Ќе прикажеме неколку актуелни филмски наслови, а на крајот ќе видиме еден одличен краток филм. Но емисијата ја започнуваме со она што минатата недела беше актуелно на домашен план. Имено Кинотеката на Македонија беше домаќин на јубилејниот 70-ти конгрес на Меѓународната асоциација на филмски архиви со преку 200 делегати од целиот свет. Во рамките на овој настан во киното Милениум се одвиваше и филмска програма на раритетни снимки од Првата светска војна, во чии рамки беа прикажани и реставрираните копии од филмовите на браќата Манаки. Добре дојдовте во Филмополис 486. Стартуваме. Македонија од 5 до 10 мај беше домаќин на 70-тиот јубилеен конгрес на Меѓународната асоциација на кинотеки и филмски архиви, ФИАФ, кој започна во Ману со симпозиум посветен на 100-годишнината од Првата светска војна. На овој собир учествуваа делегати од 80 кинотеки и филмски архиви од целиот свет, кои ги презентираат своите визии за унапредување на заштитата на аудиовизуелното наследство, ги лоцираат можностите за развој на стандардите на теориското, но и на практично ниво во работата на филмските архиви. Прво морам да кажам дека навистина задоволството е огромно, честа уште поголема, а одговорноста најголема да се биде домаќин на еден вака голем меѓународен настан, да се соберат сите колеги од целиот свет, да ги донесеш во својата сопствена земја, бидејќи сме оделе насекаде низ светот. Сме биле дел од конгресите и сме се прашувале кога ние ќе бидеме домаќини. И еве токму на овој 70-ти јубилеен конгрес на ФИАФ, Македонија, односно Скопје, е домаќин. Кој беше клучниот момент зашто беше избрано Скопје за овој конгрес? Па мислам дека можам да кажам дека имаше два моменти. Не знам, не би можела да ги рангирам што е приоритетно. Двата моменти се тоа што навистина Кинотеката на Македонија во изминативе 6-7 години, а и предходно, посветувала многу големо внимание на афирмирање на меѓународен план, потоа моето членство во двата управни одбори на Светската и Европската асоциација на кинотеки и она другото што беше значено, секој конгрес како свој составен дел има тематски симпозиум и тематски проекции. Она што ние го предложивме, што беше неизбежно, беше токму 100 години од Првата светска војна. И сите делегати кога го предложивме конгресот, тоа беше најпрви во 2011-та во Јужна Африка во Преторија, а гласањето беше во 2012-та во Пекинг. Во Кина сите навистина едногласно ја прифатија кандидатурата на Македонија да биде организатор на овој 70-ти јубилеен конгрес. Фотографското творештво на браќата Манаки во контекст на Првата светска војна е насловот на изложбата која истиот ден вечерта беше отворена во галеријата на Македонската академија на науките и уметностите. Автор на изложбата, на која се представени 51 фотографија направени со скенирање и обработка на стаклени плочи сочувани во одделението на Државниот архив на Македонија во Битола, е фотографот Роберт Јанкуловски, директор на Македонски центар за фотографија. Јас не можам ни да верувам, секој ден доаѓаат делегатите и кажуваат, на почетокот доаѓале и размислувале сигурно со некој сомнеш каде доаѓаат, зошто, сепак никогаш не ја посетиле Македонија, Македонија една мала држава. Имаше некои делегати кои што посакаа, бидејќи заминуваат порано, да ја посетат кинотеката пред официјалната посета во сабота, значи планирано е последниот ден да има официјална посета и таму да биде завршната забава, би рекла. И некои од нив значајни имења, како што е Клаудија Дилман, директорката на Германската кинотека, потоа Никола Востри, директор на Австрискиот филмски архив, Штефан Дреслер од Минхен, мислам тоа се значајни имења, ја посетија кинотеката изминативе денови и се вратија воодушевени од она што видоа. Кажаа дека од тоа што ние сме го представиле како делегати каде што сме оделе, имале впечаток дека навистина професионално работиме, но не до таа мерка од она што го видоа. Сметам дека во иднина ќе имаме уште
поотворени врати во однос на соработка, на заеднички проекти за заштита на филмското наследство, во однос на финансирање на проекти. Во рамките на Конгресот на ФИА во Скопје во киното Милениум секоја вечер љубителите на филмот можеа да видат филмови на тема Прва светска војна од разни архиви низ светот, некои дури и првпат прикажани надвор од своите земји. Задолжен за изборот, кој публиката можеше да го проследи од 5 до 9 мај, беше филмологот Владо Ангелов. Приказната е следна. Значи, сите кинотеки кои што сакаат да учествуваат со филмска програма на зададената тема, која што во случајов е Првата светска војна, се пријавуваат и ни еден од нив не е одбиен. Значи, сите филмови кои што беа пријавени ќе се прикажат овде. Значи, параметрите беа познати, филмот треба да се однесува на Првата светска војна, дали е тоа нешто претходно, некој повод кој што придонел за Првата светска војна или последиците од Првата светска војна, меѓутоа, значи, глобално темата е таа. Значи, постои ли некаква селекција во однос на тие филмови или буквално сите што се пријавиле влегле во ова? Сите што се сите кинотеки кои што се пријавија влегува во тоа. Селекцијата може да се правеше внатре во предлозите. Значи, германски архив пријави 20 на филма, од кои што избравме еден филм, затоа што не можеше сите 20 да ги пуштиме. Значи, се пријавија многу кинотеки и се решивме секоја кинотека да има по еден термин овака за прикажување. Имаме еден интересен момент кој што ќе се случи во петок, каде што ќе имаме филмови од францускиот воен архив. Значи, и нивниот предлог, кога го поднесоа, содржеше околу 150 филмски овака наслови. Меѓутоа, еден наслов беше Војната на Ориентот и ние ги селектиравме филмовите кои што се однесува, да речеме, ајде малкуцка и локално, значи затоа што сепак мораше да се направи некоја селекција и мислев дека тоа локалното ќе привлече поголемо влијание отколку нешто друго. Филмските проекции понудија различни типови на филмови, од играни преку документарни до микс на жанровски остварувања. Сите филмови се измонтирани, значи професионално се обработени. Нема шлајфни реслови, остатоци собрани налево или надесно од архивите, значи сите се некое дело, сега зависи какво. Значи имаме играни филмови, тоа е најлесната ова категоризација, значи играни филмови кои што може да бидат во случајов неми, кои што ги прикажавме овде, или звучни филмови, црно-бели и во колор, значи играни филмови. Во однос на документарните филмови имаме документарни филмови кои што се снимале во периодот, значи, на Првата светска војна, снимени, измонтирани и прикажани за време на Првата светска војна или прикажувани после Првата светска војна. Тоа се популарните оние филмови од типот на филмски новости, кои што секоја армија ги снимала за собствени цели, дали било тоа за регистрација на нивните војни активности или за подигање на духот кај војниците и кај населението во нивните домашни земји. И имаме документарни филмови кои што се снимени после. Значи, вечерва е случајот таков со филмот кој што доаѓа од архивот од Манчестер и утре е случај таков со филмот кој што доаѓа од Југословенска кинотека, Југославија по волја народа од 70-тите, од почетокот на 70-тите години, кои што се филмови кои што врз база на архивските материјали создаваат еден документарен приказ на Првата светска војна. Филмови всушност се прикажуваат после 100 години, некои од нив од како се направени. Контекстот е сосема различен, нели, ако гледаме наназад 100 години Првата светска војна. Какво е чувството да се гледаат сега тие филмови? Секако веројатно било сосема поинаков контекстот кога биле направени и снимени, биле прикажани бидејќи се уште биле свежи последиците од таа Прва светска војна.
и во 1914 и во 2014 година јасна е манипулацијата со филмот и филмската слика. Значи, нормално, од денешен аспект е се многу повидливи сите тие елементи кои што се наоѓаат во кадрот или во телопите, интертитлите кои што ги има еден нем филм. Меѓутоа, и можеме потрезвено нормално да ги без емоции или емоциите можат евентуално да ги создадат оние грозотите на војната кои што се експлицитно прикажани тука, значи убиства и разорнувања. Меѓутоа, трезвено можеме да ги обмислиме и да размислиме за филмовите кои што се снимени во тоа време, а во исто време, значи, имаме неколку комплекси кои што доаѓаат од различните родови на филмовите, затоа што можеме да видиме и играни филмови. Значи, јас, на пример, сум поборник на онаа теза дека добар уметнички филм е многу поверодостоен отколку документарен филм, особено ако е снимен со некоја друга намена, освен покрај документаризмот. Така да можеме да ги споредиме документарните филмови кои што се снимени во периодот на Првата светска војна, можеме да видиме документарни филмови кои што се снимени после Првата светска војна, можеме да видиме играни филмови кои што веќе уметнички ја транспонираат таа реалност која што се случувала за време на сурова реалност, нормално, која што се случувала за време пред, но и после Првата светска војна. Дел од филмската програма беа и реставрираните филмови на браќата Манаки, кои ја задолжија светската кинематографија со огромно фотографско и филмско наследство, кое опфаќа 18.515 негативи, од кои 7.115 стаклени плочи и 10.952 оригинални фотографии, изработени во нивната фотолабораторија под името Браќа Манаки, ателје за уметничка фотографија во Битола. Со проекцијата на нивното филмско наследство можеа одблизу да се запознаат и гостите на Конгресот, со што Кинотеката на Македонија одлично ја заокружи својата цел. Тоа беа случувањата минатата недела во Скопје во организација на Кинотеката на Македонија. А ние фокусот полека го селиме на престојното издание на филмскиот фестивал во Кан, кој стартува веќе в среда на 14, а ќе финишира на 25 мај. Во следниот блок ја гледаме најавната пресконференција на која директорот на фестивалот представува што е она што неговата екипа го сработила во изминатата година, а во следните 2 недели ќе го понуди на фестивалската публика. А по новините за престојниот фестивал ќе се подсетиме на лауреатите од минатогодишното 66-то издание на фестивалот, каде сите почести во Кан ги однесе филмот на Абдулатиф Кешиш "Сината е најтопла боја". Следи Кан во Филмополис 486. Avec de jeunes cinéastes, avec des cinéastes inconnus, avec des gens dont on a plaisir à mettre le nom sur la carte. 67-то издание на Канскиот филмски фестивал носи опасна конкуренција за палмите. Тоа го најави десната рака на председателот на фестивалот, Тиери Фремо, на конференцијата за новинарите, на која ги кажа основните информации поврзани со официјалната селекција, како и со членовите на жирито. Во официјалната фестивалска селекција ќе најдете многу големи, но и нови режисерски имиња, а тоа е една од нашите мисии да представиме нови имиња на мапата на светскиот филм. Во трка за главните награди годинава ќе бидат вкупно 18 филмови, меѓу кои се и новиот вестерн на Томи Ли Џонс, како и новото остварување на Девид Кроненберг, кое ја разголува доминантната холивудска култура. Во киното на славната Ривиера ќе може да се видат и новите филмови на британските ветерани Кен Лоуч и Майк Ли. Интересно, новото 3D остварување на славната New Wave легенда Жан-Люк Годар,
Потоа тука се и белгиските браќа Дарден во лов на нивната трета златна палма, како и филмовите на две жени режисери, јапонката Наоми Кавасе и италијанката Елис Рорвахер. Фестивалот ќе го отвори спектаклот на францускиот режисер Грейс од Монако, а со жирито ќе преседава австралиската филмачика Джейн Кемпион. Джейн Кемпион поседува се што е репрезентативно за овој фестивал. Таа доби златна палма за краток филм, како и златна палма за целовечерен филм. Таа е единствена жена која ја добила златната палма и во Кан ги има представено сите нејзини филмови. За мене таа е единствен избор, уште повеќе што таа е и вистински пријател на фестивалот. И како подсетување, воедно и вовед во новото издание на Канскиот фестивал се подсетуваме на минатогодишните лауреати во сите категории. Се надевам дека во текот на минатата година ги гледавте повеќето од нив и секако дека ви оставија силен впечаток. Синоќа честа да го затвори годинашниот Кански фестивал му припадна на филмот Зулу со Орландо Блум и Форест Витекер во главните роли, приказна за полицаец игран од Витекер во потрага по убиецот со бела кожа, улога на Блум, сместен во Јужна Африка, во која бандите ги држат гетата, а апартхеидот се уште е во игра. Но пред публиката да го види филмот, прво уживаше во она најважното, доделувањето на наградите. Одиме по ред. Актерските награди отидоа во рацете на ветеранот Брус Дерн за улогата во филмот Небраска на Александър Пейн, додека палмата за најдобра актерка отиде во рацете на Беренис Бежо за улогата во филмот Минатото на иранецот Асгар Фаради. I'm a very good loser, and I realized today that I'm a good winner too. You know, it's great to win. I don't know. It's right now I'm just thinking about Asghar Farhadi and how grateful I am. You know. Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Soit tu gardes ça pour toi et tu vis un calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir. Канската награда за најдобро сценарио Спилберговото жири му ја додели на Джија Жан Ке за филмот Допир на гревот, додека за најдобар режисер беше прогласен мексиканецот Амат Ескаланте, чиј филм Хели беше еден од најдобро оценетите. ¿Que ella no? Creo que no. ¿Que no me quieres? Sí. Браќата Коен нормално повторно се закитија со една канска награда, овој пат втората по вредност Гран Прито на жирито, додека третата, жири прајс, ја доби Хироказу Корееда за филмот Каков татко, таков син. 全然教えてくれないので、いろいろなケースを考えましたけど、もうでも本当にこの最後の何本8本に残っただけでもう僕としては満足です。 И на крајот победникот на 66-тото издание на филмскиот фестивал во Кан 2013-та. Стивен Спилберг и колегите Златната палма му ја доделија на филмот Сината е најтопла боја на тунискиот режисер Абделатиф Кешиш, кој цело време високо котираше и меѓу публиката, од која доби стоечки овации по кинопремиерата на филмот. Vas-y, viens là. T'es sérieuse? Tu fais quoi? Mais c'est toi, t'es sérieux? Pourquoi t'allais dire à tout le monde qu'on était dans des barguets, bordel? En plus, tu l'assumes, tu dis bah ouais, on allait dans des barguets, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On allait dans des barguets, on dirait c'est la fin de. Bah ouais, c'est la fin du monde, putain. Tout le monde croit que je suis lesbienne et que je broute des chattes et qu'elle croit que j'ai maté son cul. En plus, t'avais pas dit, je vais lui demander calme. Во центарот на приказната, во третиот филм на Абдулатиф Кешиш, Сината е најтопла боја, е лесбијската романса меѓу две девојки на различна возраст. Кешиш досега два пати ја освои венециската мечка, а на своето прво учество во Кан се закити и со Златната палма. Un sentiment très étrange, hein. C'était la première projection publique pour moi. Donc je découvrais le film pour la première fois en public et on ne se sent pas vraiment détendu et
On essaye de percevoir un petit peu comment la salle réagit, mais en même temps c'est une salle tellement grande que c'est difficile de voir juste. Интересно, филмот на Акешиш е 3-часовна драма поделена во два дела. Поетичниот филм, според жирито, прекрасно портретира две девојки кои ќе се влюбат една во друга и низ своите чувства, збунетост и понирање во себе си, ќе се пронедат, но и загубат како личности. За успехот на филмот секако најзаслужни се прилично уверливите актерки Леа Сейду и Адел Езаркопулос. De ma liberté et de mes propres valeurs. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Океј, со новото 67-мо издание на филмскиот фестивал во Кан ќе се занимаваме во следните две емисии, а во следниот Филмополис блог ви представуваме 3 актуелни наслови во светските кинохрамови. Трансценденција е новиот есе филм кој деновиве е ставен на суд пред пребирливите фанови на научната фантастика. Главните роли во него ги толкуваат интересно Џони Деп и Морган Фримен. По актуелниот есе филм следи и актуелен хорор филм насловен Тивките, кој навистина ќе ви преврти некои работи во стомакот. А на крајот ќе ви го представиме и новото остварување на актерот Грег Кинир. Драмата Небото е за реалисти. Да видиме. Welcome. We're glad you're here. Jesus Christ. Will? You surprised to see me, Joseph? Во намерата да креира подобар свет со развој на технологијата, дали кај човекот постои извесен страв да не претера и да не отиде предалеку. Ова е прашањето кое и досега сме го сретнувале во научно-фантастичните остварувања, а со него се занимава и новиот есе филм насловен Трансценденција, во кој главните роли ги толкуваат Џони Деп и Морган Фримен. I can't even connect my computer to the internet. Јас не можам да го поврзам успешно мојот компјутер на интернет, а камоли да го поврзам мојот мозок со компјутерот. А и не сум сигурен дали воопшто го сакам тоа. Многу работи можат да се случат и доколку се поврзете како потоа ќе се исклучите. Се прашува стариот лисец Морган Фримен, кој во филмот го игра стариот компјутерски експерт кој со години развива вештачка интелигенција, нешто што е сосема различно од она што тој го преферира во реалниот живот. We know what you're building. You don't get it, do you? She connects to the internet. The first thing it'll do is copy itself onto every single network computer in the world, and then there is no taking it down. Where is she? Во Трансценденција, Џони Деп игра научник кој сака успешно да ги реши претходно загатнатите прашања. Токму тој го поврзува својот мозок на интернет, комбинирајќи го својот брилијантен ум со можноста да влезе во битот на секоја информација. Проблемот настанува кога тој ќе помисли дека е семоќен и дека станал еден вид механички бог. It's all built off of Casey's solution to the self-awareness problem. He did it 6 months ago. He did what exactly? Instead of creating an artificial intelligence, he duplicated an existing one. Tell me you're joking. He recorded the monkey's brain activity and uploaded its consciousness like a song or a You're movie. out of your mind. Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals that we can upload into pen. He can... He's not a monkey. Покрај Деп и Фримен, одличната актерска екипа во Трансценденција ја сочинуваат и Пол Бетани, Ребека Хол и Кейт Омара, потоа Силијан Марфи и Кол Хаузер. Интересно, филмот го потпиша кинематограферот Воли Фистер, кому ова му е прв режисерски проект. It'll start to evolve. Where's the machine? To influence. Perhaps the entire world. Where are you going? Everywhere.
what is the supernatural? What if you could prove that the supernatural was merely a manifestation of what already exists in the mind? If we can cure one patient, we cure all mankind. What story are you looking for? Are you a believer? I suppose I don't know what I believe in. I hope you don't scare easily. Легендарното британско филмско студио Hammer Films деновиве на публиката и подарува одличен хорор насловен Тивките. Режијата на овој психолошки филм ја потпишува Џон Поук, а главната роља ја толкува Джеред Херис. I really don't know if I can do this. Тивките е приказна за еден универзитетски професор кој ги најмува студентите да го документираат неговиот обид да создаде полтергејст. Креација која прв на големото платно ја раскажа Стивен Спилберг преку истоимениот филм од 70-тите години на минатиот век. Приказната е снимена според вистинет настан исто така од 70-тите години, кој му се случил на доктор Оуен на Универзитетот во Торонто. Во хорор филмот Тивките, покрај носителот на главната роља Джеред Херис, уште играат и Оливија Кук и Сем Клафин. Филмот е класичен хорор филм кој овие денови бележи прилично успех меѓу вистинските љубители на овој жанр. I really don't know if I can do this. You're scared because you can't explain what you've seen. You will need your strength for what lies ahead. Mommy? Yes, Colton? Did you know I have a sister? You didn't know that Cassie's your sister? No, I have two sisters. You had a baby die in your tummy, didn't you? Honey, who told you I had a baby die in my tummy? In heaven, this little girl came up to me. She told me she died in your tummy. The pain that I suffered watching my son that close to death. We're in trouble. Will you call some friends and pray for him? The hospital said that your son was not expected to survive. Use the word miracle. Your son had a near-death experience. И на крајот од овој блок актуелни филмови уште една реалистична или вистинита приказна, но сместена во жанрот драма. Се работи за насловот Небото е за реалисти, всушност филм кој се наоѓа во фолдерот христијанско коректни филмови, кои се појавија пред, за време и по великденските празници. He died when I was about your age. He's very nice. You saw my grandfather? Where did you see him? In heaven? Is this the man you saw? No, in heaven everybody's young. Is this him? Yeah, that's... Небото е за реалисти е базиран според истоимениот бестселер на New York Times, напишан од писателот Тод Барпо, и ја раскажува личната приказна на писателот игран од Грег Кинир, чиј 4-годишен син по операцијата не може да ги препознае и опише луѓето и ситуациите пред хируршката интервенција. Овој филм за време на празниците беше вистински опозит од библиските спектакли како Ное и Мојсие и зборува за вистинските човечки вредности во овој хаотичен и забеган свет. About the hospital. How do you feel about that? Does that scare you? No, that's where the angels sang to me. The angels sang to you? Yes. When? During the operation, when Mom was in one room talking on the phone, and you were in another room yelling at God. Тука сме некаде пред крајот на Филмополис 486, во кој вечерва видовме она што се случуваше минатата недела во организација на Кинотеката на Македонија. Ви представивме и пара актуелни наслови во светските кинохрамови, па редно е да го заокружиме овој Филмополис и со еден краток интересен
авторски филм кој доаѓа од Унгарија и сигурен сум дека ќе ви се допадне и веројатно ќе измами насмевка на вашите лица. Секако останете на фреквенцијата на ТВ Телма и 30 минути по 22 часот проследете уште една филмска класика, секако уште едно филмско ремек дело на шведскиот мајстор Ингмар Бергман. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин, кога ќе влеземе во Канските води, односно во случувањата на 67-то издание на Канскиот филмски фестивал. Поздрав, следи краток филм.